Благодарам, почитувам председател на второстепената комисија, почитувани колеги. Прво би сакал да напоменам порнос на ова во извештајот гледаме дека овој состав на второстепената комисија има значително поголем број и по квантитет и по квалитет на решени предмети во споредба со претходниот состав и сметам дека тоа е за поздравување, напредок на ефикасноста на самата комисија и во тој контекст би сакал да напоменам дека од денешна гледна точка според овој извештај правилен беше потегот на Собранието на Република Македонија во септември 2024 година, кога одлучивме по иницијатива на група пратеници да извршиме спојување на две второстепени комисии. Тоа беше Државната комисија за одлучување во второстепенот инспекцијски надзор и ова сегашна, да речеме, споена комисија во второстепен за управна постапка и за решавање на процедури по однос на работни односи. Затоа што претходната комисија за одлучување во второстепенот инспекцијски надзор, мислам дека самата самостојно не беше толку ефикасна како што е сега во една целокупна комисија заеднички. Втората работа што сакав да ја напоменам е дека се согласувам дека довербата во второстепената комисија е зголемена со самото поднесување на голем број на жалби, но исто така се забележува во извештајот дека е напоменато дека бројот на жалби или зголемувањето на бројот на жалби е одраз и на слабиот квалитет во првостепено одлучување. И ќе мора да се најде начин како преку второстепената комисија, така и преку други институционални механизми, можеби и со интервенција некаде и на Собранието, да се зајакне процедурата, нормите, условите, стандардите при решавањето на управните случаи или случаите од работен однос во првостепено одлучување, за да не биде второстепената комисија наместо исклучок за да се поднесе жалба, да испадне дека е правило заради нефункционирање на првостепеното или за слабо функционирање на првостепените одлуки. И другата работа што исто така би сакал да ја истакнам, сега спомна председател на второстепената комисија, тоа загрижува што некои првостепени органи не постапуваат во целост по дадените препораки од страна на управниот суд и на второстепената комисија. И сметам дека во интерес и на граѓаните и на буџетот на државата и на секој граѓанин поединечно е да се зајакне законската обврска првостепените органи да имаат поголема, како да кажам, исполнителност во однос на препораките или одлуките добиени од второстепената комисија, за да не ни се случуваат, сум бил сведок и на такви предмети каде што одреден граѓанин кој што му е повредено правото на работен однос, го добива случајот на второстепена комисија, а првостепениот орган после известно време го повторува она што веќе е констатирано како грешка. И во тој дел би сакал да напоменам дека треба да се изнајдат механизми како да бидеме поефикасни и да не се троши времето на граѓаните, буџетот на државата и на секој човек. Благодарам.